Се шири истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Полицајци и обвинители влегува во кафе-барот на Дејан Јованов, кој е собственик на кабарето кое изгоре. Претреси биле направени и во канцелариите на Државниот пазарен инспекторат во Кочани и Виница. Обвинителството ќе бара и финансиските инспектори да го чешлаат работењето на осомничените и сите нивни фирми. Полицијата и обвинителството не ги потврдуваат информациите дека на разговор се повикани и сопругата и ќерката на собственикот на Пулс. Истражните тимови на јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи координирано преземаат дејствија за обезбедување докази во истрагата во врска со трагичниот пожар во Кочани. Јавното обвинителство ќе издаде наредба и до Управата за финансиска полиција за преземање определени дејствија поврзани со материјалното работење на повеќе правни субјекти, осомничените и други лица. Се прибираат докази, одземени се и електронски уреди кои ќе се вештачат, се испрашуваат луѓе кои би можеле да имаат некакви сознанија. Извршени се претреси на 5 локации во Кочани и во Скопје, при кои се одземени дополнителни електронски уреди и други докази за кои се издадени наредби за вештачење. Правдата ќе стигне и секој кој има одговорност за трагедијата во Кочани ќе одговара, без разлика дали лицето е дел од некоја политичка структура или не, порача премиерот Христијан Мицкоски. За обвинувањата од опозицијата дека се работи за селективна истрага, рече дека не сака да возвраќа на паушални обвинувања. Го охрабрувам јавното обвинителство да работи, што би рекле од опозицијската СДСМ, не селективно. Јас се согласувам. Секој оној, не само сега, и во минатото, кој што имал било каква улога и извршувал било каква функција, кој што и во најмал можен начин бил вклучен во или слични случаи да биде санкциониран. Според него, обвинувањата на ДУИ дека притворот на екс-министерот Бектеши бил политички прогон, се обид за политизирање и етнизирање на случајот, но и обид за некој политички поен на сметка на несреќата на овие невини жртви. Жалам што Демократската унија за интеграција не излезе од онаа матрица која што ја гледаме на политичката сцена повеќе од 22 години и наместо да изрази сочувство човечки и да се вклучи во истрагата и да помогне, тие се обидува овој случај да го политизираат и етнизираат. Во истрагата за Кочани досега се опфатени 34 луѓе. Од нив 31 од осомничените се во 30-дневен притвор, а тројца се на лекување. Се сомничат продавачи на карти, организатори на настанот, собственикот на кабарето, неговите соработници, полициски службеници, пазарни инспектори, поранешни директори, последните тројца градоначалници на Кочани и поранешниот министер за економија, кои дозволиле така наречената дискотека Пулс 13 години да работи без да ги исполнува минималните услови.